Почитување, докторе. Почитување исто. Примариус доктор Таше Трпчевски. Да. Баш ми е драго, еве, конечно успеав да дојдам во Битола. Караванот на Джентлмен магазин продолжи како што јас најавувам секогаш и било ми е што конечно најдовте време и одвоивте време да не почестите со Благодарам вашето вас за посетата. Би сакал првите прашања, нетипично за нас, да ги поставиме тука баш во холот кај вас, во главното место во храмот би најавил каде што се зачнуваат животи. Ова е една клиника која што почна од неофицијално знам од мала клиника со 5 вработени, каде што сега стигна до голема клиника со 120 вработени, се случуваат чуда и вие стварате животи. Ќе оставам на вас сега. Точно повелете. така, добродојдовте во храмот каде што се зачнува животот и во храмот каде што започнува животот. На ова место се зачнати, односно среќени повеќе од 3000 фамилии, а детски гласови се имат слушнато на повеќе од 5000 жени, односно луѓе кои што го почувствувале задоволството на првиот плач кога започна и животот. Макотрпната работа, посветеноста на вработените го направија своето. Ова е пример како од една мала амбуланта со 5 вработени израснавме во еден гигант со околу 120 вработени со цел да во новите простори кои што сега ќе почнат да се градат, негде вработам уште 80-тина луѓе. Значи, јас во животот си ја остварив својата мисија и својата визија, за која што мислам дека малку покасно ќе разговараме. Да. Иначе, овај дел овде, на ова место, ни е диагностичкиот и терапевскиот дел со амбулантите за преглед и лабораторијата. Дозволете ми да однесам горе на местото каде што се зачнува животот, а потоа ќе одиме на местото каде што се раѓа новиот живот. Баш ми е мило, само пред да отидеме морам ова да го искоментирам затоа што ми падна интересно во очи и ве прашав што е вие рековте дека ова се сите наши вработени. Да. Само сакаме те мала пажња околу тоа, не мора повеќе објаснување затоа што тоа навистина е тоа. Ова ми беше поклон од моите вработени на мојот роден ден на 3 јуни и некој ги дизајнирал на овој начин и еве видите како ги прикажал сите вработени во кои што во центарот на вниманието, односно на средината сум овде јас како лидер и организатор и менаџер на болницата. Значи стартувавме со одличен тим од стручни колеги. Фактички ние успеавме да направиме една успешна средина во која што према вработените одговорен сум за нивната едукација, за нивниот професионализам, за нивно постојано усовршување и нормално нивното наградување. Дефинитивно. Да, на тој начин, значи со ова максимална посветеност према пациентите и ние станавме и лидери во регионот. Дефинитивно. На патот кон горе сакам да ми го размислите одговорот на прашањето што ќе ви го поставам и ќе продолжиме. За разликата помеѓу лидер и менаџер, но тоа ќе ми го одговорите горе. Може. Ви благодарам. Ме прашавте дали правам разлика меѓу лидер и менаџер. Да. Па се чини дека тоа се синоними. Зборот менаџирање, тој е англицизам. Јас, бидејќи потекнувам од бившите ју, простори малку сум постар, знам дека на едно време на сите врати канцеларии пишуваше управник, управител. Тоа и всушност значи менаџер, значи ние го презедовме тој збор од англицизмот, меѓутоа како и да е, тој се устали кај нас и доста се практикува. Дали е менаџирањето, односно менаџерството професија, дали е наука или е уметност, за тоа многу се полемизира, меѓутоа јас како лекар и како менаџер
кој што постојано е присутен и 12 сати во болницата, ја превзедов таа менаџерска управувачка улога и некако како да ми стана професија и затоа викам дека менаџирањето станува и професија, бидејќи професионалниот статус се стекнува со работа и одданост кон работата без фаворизми. Во однос на лидерството, јас мислам дека лидерите не се стварат. Лидерите се раѓаат. Лидерите се раѓаат заради тоа што тие се доста совесни, затоа што се доста агресивни и доста се одлучни. Тие донесуваат брзи одлуки. Обично ако сте менаџер, тога сте и лидер. Значи тие две функции се совпаѓаат и целта фактички и на едниот и на другиот е да се на база на нивното знаење и искуство се користат ресурсите во даденото место во работната организација за да ја се оствари нивната цел. Инаку викат каков менаџер, таква и работна организација. Дефинитивно сте успешни во работата и вашите вработени се посветени на својата работа. Дали тоа значи дека доктор Таше е строг во менаџирањето? Не, напротив. Видете, една од компонентите кои што треба да ги има менаџирањето е и строгоста, наредувањето. Јас успеав да менаџирам, односно мојот начин на менаџирање е така што хиерархиски ги подредив одлогите. Значи ставив одговорни сестри, ставив одговорни по одделенија. Значи се почитува принципот на субординација и хиерархија, така да до мене стигнуваат оние кои што на крајот бараат решение. Меѓутоа морам да кажам дека ова работа е доста тимска работа, за која што одлучуваме не само јас, одлучуваат и моите колеги, кои што исклучително ги ценам, и тие фактички направија она што ние денес сме и го подигнавме степенот на здравствена заштита кај пациентите и со тоа се истакнавме во друштвото, а тоа ни донесе и резултати. Се издвоивме со успесите, односно процентот на успешна бременост во инвитро фертилизацијата, каде што применуваме некои техники кои што во нашата држава воопшто не се применуваат. Ја развивме лапароскопската, ендоскопската хирургија. Тоа е многу битно. Тоа е модерна медицина во која што пациентките со минимална хоспитализација од 1 или 2 дена ја напуштаат болницата, а ја вршиме скоро во 80% од случаевите. Значи ние класичната хирургија ја заменивме со лапароскопска хирургија. Значи работиме на предната хирургија и тоа е што не истакнува нас и издвојува покрај успесите во инвитро оплодувањето. Јас би сакал да одиме и во другиот дел, каде што можам да се пофалам во делот од каде што се раѓа животот, започнува животот, тоа е акушерскиот дел. Повелете. Ви благодарам. Да, еве, нарочно сакав да го потенцирам ова место, значи ова местото каде што започнува животот. Ова е местото каде што се породиле досега повеќе од 5000 дечиња. Ова е местото каде што се слушна првиот дечки глас. Тоа е нашата најголема радост и тоа е нашиот најголем мотив за понатамошна работа. Ова е кадата за раѓање, значи тука се врши раѓање во вода. Единственото место во Македонија е ова болница, оваа када каде што се породуваат мајките, го користат бенефитот на топлата вода, кога осеќаат помалку болки, кога се порелаксирани и кога карлицата полесно се отвора. Значи се раѓаат во џакузи, а? До толку Да. се мангупи децата. Да. Вистински мали джентлмени, да, тоа би сакале. Навистина е добро и имам слушнато дека сте единствениот овој тип во Македонија. Пак ќе кажам, чест ми е што сум тука со вас, го водам овој разговор. Неофицијално имам слушнато со моите доаѓања во Битола дека болницата Плодност е станата бренд. Не знам дали до вас стигнал тој муавет и што мислите за тоа? Не само што е бренд,
Јас викам дека значи негде околу 70 до 100 души дневно влегуваат во болницата, односно во Битола, значи ние правиме медицински туризам. Со тоа и ја промовираме Битола. Од нив се офајдија многу од хотелите, многу од продавниците, бидејќи дел од пациентките остануваат заради процедурата на инвитро постапките и по 10 дена, 2 недели, ги користат хотелите, ги користат услугите од угостителските фирми, некој ќе купат нешто, сувенир, ќе седнат на кафе на широк сокак, па и се разработија многу станови во Битола. На Booking можете да најдете луѓе кои што издаваат станови за преспивање, а пациентките за тоа лесно се снаоѓаат. Нашата мисија е и визија е да ја прошириме дејноста, да го прошириме објектот и да воведеме врвни услуги, било тераписки, било дијагностички, било рентгенолошки, за бенефитот на пациентите, се разбира со воведување на нова технологија и во рамките на етичкиот кодекс. Значи и понатаму пациентите ни останаа во центарот на вниманието. Јас сум горд што направив една мотивирачка средина, каде што во центарот на вниманието, како што кажав, ни се пациентите, а пациентите можат да ги почувствуваат нашите задоволства од прегледите, од оперативните зафати кои што сме ги направиле и нормално од раѓањата. Сега јас мислам дека доволно беше представување на новој бренд, амбасадор, новој бренд. Ајде да го започнеме она за кое што се договоривме, да одиме кај мене дома, да наздравиме со по еден коњак или шампање, во зависност од тоа што вие сакате, и да поразговараме малку за джентлменството. Ви благодарам многу. Може да продолжиме тука. Изволте. Ви благодарам. И еве ќе почнеме со наздравие. На здравие, да сме здрави живи. Да сме здрави живи. Добре дојдовте. Добре ве најдов. Вашиот дом е навистина прекрасен, ви благодарам што не примивте во вашиот дом и морам да признам дека амбиентот е фантастичен, навистина хедонистички и джентлменски. Ви благодарам. И кога сме веќе на здравие? На здравие. Кога сме веќе на таа тема джентлменство, нели? Би сакал да ве прашам вас како еден истакнат човек во нашата македонска заедница, можам да кажам, и елоквентен господин, што за вас представува поимот джентлмен? Пред се, джентлмен представува по титула господин. Тој е добро воспитан човек, кој што има отмени манири. За разлика од порано, дефиницијата за джентлменство се менува. Традиционално, за джентлмен се сметал човек кој што потекнувал од повисок род, од човек од кралевска фамилија, меѓутоа со текот на времето се покажало дека богатството и моќта не се тие кои што можат да го заменат господството и однесувањето. Инаку овој поим, како што и гледате, се повеќе е присутен денеска во многу магазини, па еве и, ако сакате, и во вашата емисија. И за да се биде джентлмен, јас мислам дека некој ќе каже треба да имаш ген, меѓутоа јас мислам дека не е така. За джентлменство потребно ви е да имате, потребно е време. Значи треба да изодите долг пат за да ги научите навиките на однесување во джентлменството. Или поинаку кажано, значи тоа не е одредена дестинација. Тоа е пат на кој што треба да останете и да истраете. Секој може да биде джентлмен оноку кој што сака, или секој може да биде джентлмен оноку кој што може. Типично за джентлменството е тоа што тие самите мислат, односно тие се несовршени, тоа е нормално, затоа што ние сите сме несовршени како луѓе и може да правиме грешки, меѓутоа
Карактеристично е тоа што джентлмените сами и тие сами сметат дека се несовршени, тие само всушност ја преземаат одговорноста за одредени действија кои што ги прават во однос на постапките кои што ги прават кога ги вршат работите, на нивните знаења, сознанија и така натаму. Джентлмен тој е човек кој што има добри навики. Значи, джентлменот е љубезен човек, човек кој што знае да пристапува со почитување кон одредената личност, кон соговорникот, кон дамите. Джентлменот прави разлика помеѓу самодовербата и ароганцијата. Тоа е многу битно. Джентлменот никогаш не ја искористува својата моќ за остварување на своји цели, не гази преку другите за да ја оствари својата цел, напротив, тој им помага на другите. Джентлменот е човек кој што е озбор. Неговите дела се секогаш и негови зборови. Значи, тој немаш никогаш да ви изневери ако нешто ви ветува. Значи, джентлменот во однос на неговото однесување, тој е доста интересна личност, тој е интелигентна личност. Јас мислам дека секогаш е задоволство да бидете во друштво со джентлменот. Значи, да се биде джентлмен треба пред се да се биде човек. Така е, значи кажано. Со сите негови добронамерни идеи што ги прави, со сета таа посветеност и начин на однесување, тој фактички джентлменот си завзема одредено место во друштвото и дури јас викам дека честопати и мажите стануваат љубоморни на джентлмените заради нивната снаодливост во средината во која што се снаоѓаат, а и многу жени им паѓаат под нозе заради тоа што многу жени и сакаат такви мажи. Джентлмени. Да, дефинитивно би се сложил со тоа и како што кажавте, значи прво морам да кажам, ова е во 80 емисии што ги имам снимено до сега, ова е еден од најисцрпните одговори кажани за джентлмени и вие со вашиот, морам да кажам, мал говор ми одговоривте и наредни 5 прашања, до 7 прашања, затоа што така некако тргна муабетот и не сакав да ве прекинувам затоа што навистина тоа е така и јас би го оставил ова во скрипта за да читаат луѓето што е джентлмен и како джентлменот треба да изгледа. Да, дефинитивно ние живееме во едно општество каде што джентлменството е во изумирање. Ја тоа го кажувам на емисија редовно и затоа е тука нашата емисија и затоа се тука ваквите джентлмени како вас со кои што јас имам чест да разговарам и джентлмени кои што нашата публика има можност да ги слушни и да научи од нив, а секој учи оноку колку што знае да украде, нели во наводници кажано. Постои тука еден друг термин кој што провејува во нашиот македонски јазик. Странцизам е нормално, но сме го присвоиле, а тоа е зборот кавалер. Или кавалиер, или не знам како би било кажано. Да, ќе ви одговорам на ова прашање, само да малку ме потикнавте за она дека джентлменството е во изумирање. Да. Не мислам дека е така. Добро. Джентлменството е неуништива категорија според мене. Неуништива категорија е заради тоа што джентлменот ги има тие специфични манири, знае инстинктивно како да се понаша со жената, тој е секогаш интересен за околината и тој е интелигентен, тој е многу битна работа и денеска, барем во ова време, мислам дека се менува дефиницијата за джентлменство, затоа што доаѓаат нови генерации джентлмени кои што посветуваат внимание на нивниот физички изглед. Тоа е многу битна работа. Да. Значи, многу од нив посветуваат внимание на нивниот физички изглед. Некој се со стил би била најдобра комбинација кога имате джентлмен со добра физички изглед и стил. Таквите се ретки, меѓутоа гледам дека помладите се повеќе посветуваат внимание на нивното тело, така да кога грижата за нивното тело се укомпонува со стилот, тогаш имате прав джентлмен. Да ви одговорам на прашањето, рековте дали правам разлика меѓу кавалер и джентлменство. Да, всушност ни нема разлика. Джентлменот ви е човек кој што е
односно кавалер ви е човек кој што е љубезен, кој што покажува љубезност према спротивниот пол, према жените. Па и джентелменот покажува љубезност према жените, према дамите. Во самиот джентелменски прирачник вика дека джентелменот треба да се понаша како витез, а тоа значи дека джентелменот треба да биде благонаклонет кон жените, да ја почитува жената, да не ја вреѓа жената, далеку од тоа да ја удира жената и кавалерот ги следи истите постапки. Всушност зборот кавалер доаѓа од италијанскиот збор кавало, што значи конјаник, а се однесува на конјаникот, оној кој што го јава конјот. Тоа се кавалери, тоа се мажи со позитивни особини, доста елекантни, физички со добар изглед, елоквентни, кои што се бескрупулозни, безпоштедни према непријателот, меѓутоа и добро издржливи во пијањето, друштвото на запиење со другарите, меѓутоа она што е карактеристично за кавалерите, тоа што тие се многу ранливи, а ранливи се кон спротивниот пол, кон избраничката на понежниот пол, односно кон дамите, а инаку однесувањето на кавалерите исто така, значи према жените, според бон-тонот, што би го поистовитил со однесувањето на джентелмените. Вие доаѓате од постарите генерации, можем да кажем, а морам да дадам комплимент, не изгледате така затоа што се фрапирав, не откриваме колку години имате, изгледате најмалку 10 години помлад. Тоа се должи на одредени животни навики за кои што ќе говориме подоцна, на друга локација каде што ќе ни откриете некои тајни. Доаѓате од постарата генерација каде што мислам дека ќе се навратам на муабетот за новите джентлмени, новите генерации. Вие доаѓате од време каде што се негувале вистинските вредности, пријателството и некако семејните вредности биле на едно повисоко ниво. Сметам дека е така јас. А сакам да чуем од ваша страна дали тоа е навистина така и дали тоа што го спомнавте претходно за новите джентлмени дека изгледаат прикладно и дека одржуваат, водат грижа за своето тело. Да, тоа е еден сегмент на джентлменството, но дали ја негуваат внатрешната хигиена, тоест дали духовната хигиена ја негуваат доволно младите джентлмени во однос на тие едни ваши генерации каде што се негувале тие вистински вредности? Да, видите, значи ова нова генерација на джентлмени како да заборавија на пријателството. Тоа е многу битна работа. Младите джентлмени заљубени во девојката поминуваат долго време со девојката и заборават на пријателството, а во самиот прирачник за джентлменство, водич за джентлменство, пишува дека треба да се однесувате како витез, дека не треба никогаш да ги заборавите пријателите, значи нивната оданост кон пријателството треба да биде на повисоко ниво. Инаку джентлменот секогаш треба да води рачун на неговата хигиена. Јас мислам дека барем сега имат можност младите да запазуваат нивната хигиена. Значи поминаа тие времиња кога се капевме еднаш неделно во сабота. Значи джентлмените нормално денешните джентлмени посветуваат внимание на нивното тело, веќе имат можност да се напарфемисани. Ние употребувавме порано дезодоранси и колонски води, сега сите употребуваат парфеми од квалитетни марки. Значи, со развојот на технологијата, мислам дека сепак се смена и начинот на однесување на джентлмените. Джентлменот секогаш треба да биде испеглан, да нема флеки, не мора да носи стално гравата и кошула. Меѓутоа и фактички со самата облека и придонесува да тој има самодоверба во себе а да не го оптеретува и да го фрустрира. Денешните джентлмени знаат и како да се однесуваат. Ајде да почнеме од начинот на ракување. Треба ракувањето да биде 2 пати, горе-долу да се носи раката.
дамите треба да се држат за прстите и тоа ракување да биде многу нежно. Во однос на разговорот со соговорникот, треба секогаш соговорникот да се слуша со внимание, значи со голема концентрација, и секогаш треба да се интересират ако се работи за особа од понежниот пол, да се интересирате за нејзината анамнеза, за нејзиното име, нејзината професија, односно исто така некои правила на однесување. Джентълменот не треба кога помине покрај огледало да се гледа на огледалото, кога се качува по скали, а е со особа од понежен пол, треба да оди, кога оди на висина пред неа, а кога слегува треба да биде зад неа. Джентълменот не треба да се гласно да се смее, кога разговара не треба да пцуе, треба да зборува доста интонирано, на една висина на глас, без развикување. Джентълменот не треба да бара позајмица на пари. Има некои правила на кои што джентълменот треба да се придржува. Фактички прав джентълмен е оној кој што ќе ги примени сите оние правила на однесување кои што му ги наметнува джентълменскиот кодекс. Да, дефинитивно е така, има многу правила, но правилата ќе кажат младите се тука за да се кршат, нели? Сега ќе ве прашам едно прашање поврзано со една изрека која што јас многу е сакам, а тоа е дека без ризик нема награда. Колку доктор Таше беше спремен да ризикува во животот за да стигне до кај што е сега? Во животот треба да исполните неколку услови, а основен услов е да бидете работлив. Значи, треба да работите секојдневно. Треба да се работи за да се биди, треба да се работи за да се заработи и треба да се работи за да се добие, за да се има. Треба секогаш да се работи макотрпно, да се работи како да сте во некоја животна опасност. Во животот јас мислам дека човекот треба да има две работи се битни за човекот, да има среќа и да има памет. Среќа е да имате прилика во животот, а памет е да знаете како да искористите таа прилика. Јас имав среќа во животот да го почувствувам, да ја почувствувам слабоста на здравството на државното здравство. И ја имав таа прилика, имав памет да искористам на тој начин што отворив болница и благодарение на мојата мотивираност, на мојата работливост, што би рекол Бил Гейтс кога го прашале колку многу работите, тој рекол дека па не работам многу, работам 18 сати во работен ден, 12 сати во сабота и 6 сати во недела. Јас сум тука некаде, јас работам 12 сати секој ден, работам 8 сати во сабота и 4 до 6 сати во недела. Така да мислам дека цела среќа и цел тој успех се должи на работата. Исклучиво на работата. Со работата стекнувате работни навики и всушност со самите работни навики вие ги уживате покасно плодовите од самата работа, од тоа задоволство, а најдобри плодови од работата ви е задоволството што ќе го почувствувате после тоа. Кои три работи вие како успешен човек и деклариран човек како успешен во Македонија би ги одвоиле како навики и како совет? Три работи на успешните луѓе или три работи на доктор Таше, кои што се дефиниција за успех, да кажем понатаму? Па јас мислам дека секој човек треба да и биде ентузијаст. Тоа е прва работа. Ако немате ентузијазам, тогаш и нема да постигнете работен успех. Всушност, ентузијазмот е и кочија за подобар живот. Тоа ви е акција кон успех во работата. И јас мислам дека ниедно добро дело во животот на човекот не е направено без
ентузијазам. И најголемите дела и најголемите работи што ги направил некој човек е како резултат на ентузијазмот. Ентузијазмот ја презира неработата. Јас ја презирам неработноста. Втора работа е да имате љубов према работата. Тоа е многу битна работа. Тајната на љубовта во работата е и фактички очекуваниот успех не заради потрошеното време, туку заради задоволствата што ќе ги почувствувате од таа работа. Трета работа е посветеноста. Значи, максимално треба да бидете посветени на својата професија. Јас работејќи со инвитро процедурите, максимално се посветив на пациентите, така да морам да ви кажам, секоја сабота и недела ми е работна. Заради тоа што морам така да работам, заради тоа што бара континуитет и тоа е начинот за да стигне до успехот. Сигурно дека во цела ова работа ќе не идете на препреки. Препреките мене ми беа само мотив за понатаму да почнам да работам, да продолжам да работам и тајната на успехот ја гледам во љубовта на работата. Значи, мора да се сака работата и не треба да се работи она што се сака, туку да се сака она што се работи, така рекол Винстон Черчил. Меѓутоа, треба да внимавате дека со самата работа вие може да направите кариера, значи многу треба да се внимава, а 5 минути се потребни да ви се уништи кариерата. Мора да обстаните долго време, да бидите жртва на работата, да одржувате кондиција, заради тоа што гревота е да се поништи сето она што сте го направиле како и би станал успех во вашиот живот. Еволуцијата на самиот успех е не доаѓа преку ноќ. Бидејќи се што дошло преку ноќ ќе го земе зората. Наеднаш ќе си замине. Да. И затоа треба чекор по чекор и еволуција за да дојдете до посекуваната цел. Пред да се преместиме на таа локација што ја спомнав претходно, би сакал за тука за крај да ве прашам, затоа што цело време зборуваме за големи работи, за големи остварувања. Сега ќе ве прашам околу малите нешта. Што е тоа што ве прави среќен и дали фамилијата, тоа е семејството и партнерот, е клучно за стигнување до овој голем успех до каде што сте вие сега? Мојот успех е тоа што ме прави среќен. Значи, кога ќе си направам анализа што со сега сум направил, тоа ми ја зголемува и мојата самодоверба и ме мотивира за понатамошни успеси. Секако дека најголема заслуга за мојот успех е и фамилијата, жртвата на мојата фамилија, заради тоа што јас сум буквално цел ден одсутен не сум присутен дома, се посветив максимално на пациентите. Клjuč за мојот успех се колегите, кои што, значи, тоа е цела нивна заслуга. Како тим, значи, направивме да бидеме препознатливи во околината. Жртва на овој успех се секако, значи, домашните и тоа треба да се почитува. Баш ми е мило. Знам дека неофицијално позади камерите ми кажавте дека тоа е нешто што ве мотивира да продолжите секојдневно и каде што го најдовте својот мир и својата мотивација е вежбањето. Така да сега ќе отидеме во вашиот мал храм за вежбање, ќе го наречем, затоа што бевме во другиот храм каде што се ствараат животите, па да видиме малку таму ќе позборуваме колку се клучни тие работи во животот и активност. Кога сме кај мотивацијата, само да надополнам, сакам да кажам дека треба постојано да се мотивираме. Самата мотивација представува начин на однесување на поединецот кон целта, а самата цел потоа ви е јак мотиватор. Значи, многу битна е мотивацијата. Треба да се мотивирате секој ден. Некој ќе каже, мотивацијата трае многу кратко. Да, јас викам, и туширањето трае многу кратко, меѓутоа, секој ден мора да се мотивираме и секој ден мора да се тушираме. Тоа е основен услов. Кога сме веќе кај мотивацијата,
Значи, многу битна работа е да имате самодоверба, да се фокусирате на работата и да знаете како да истраете, како да го насочите тој фокус. Настојувам да ја избегнам, да го избегнам стресот, а тој стрес најдобро во последно време го решавам со она што рековте фитнес вежбањето, за кое што ќе позборуваме сега, кога ќе слезиме во надолниот спрат, да ја видите фитнес салата, да го видите местото кое што е извор на здравјето, местото кое што ми дава кондиција и мотив за да истреам за секојдневна работа. Баш ме мило, може да се придвижиме натаму. Да наздравиме. Да, во секој случај. Да сме здрави и живи. Да сме живи и здрави. Повторно го искористив зборот храм, затоа што ова е местото каде што се продолжува животот дефинитивно. Јас го знам тоа од моје искуство, вие го знаете тоа од ваше искуство. Колку е клучно вежбањето, тоест активноста во животот, поготово после 60-тите години? Значи, ова е круцијалното место за продолжување на животот. Ова е местото со кој што јас го добивам мотивот за работа. Ова е местото каде што ја добив физичката кондиција, местото кое што би овозможи пациентите да ми станат многу помили, местото кај што го балансира својот нормален статус, со оглед на тоа дека јас претходно имав проблеми со шекерот и бев од терапија таблетарна, имав притисок. Сега, после 3 годишно вежбање, почнав од мојата 64-та година, активно да вежбам. Јас не примам терапија за притисок, не примам терапија за диабет, што значи дека од круцијално важност за здравјето на човекот е вежбањето. Значи, ова е апел до сите останати кои што ќе поминат 60-тите заради нивната неактивност, ако не друго, барем да ја намалат загубата на мускулната маса и да ги зацвртат коските, бидејќи после 60-тите години луѓето губат околу 10 кила мускулна маса во однос на 20 годишните и добиват околу 30% повеќе балансна маса. Значи, единствениот начин за да ги совладете тие предизвици, односно за да ја постигнете вашата кондиција и да го одржите телото во одредена физичка кондиција, вие вежбањето, меѓутоа вежбањето пропратено со правилна исхрана. Значи, мора да вежбате, меѓутоа и правилно да се исхранувате. Јас овие последни неколку месеци, следејќи ги инструкциите на мускулатура и Дино Николич, успеав да го одржам телото во добра функција, да го намалам масното ткиво, благодарение на екодиетата, која што е многу оспорувана. За жал, многу од колегите мислат дека тоа е погрешна исхрана, а јас мислам дека најправилна исхрана, најправилна исхрана е кето начинот на исхрана. Многу ми е мило што го слушам еве ова од човек, рачунајќи јас од 67 годишна возраст, затоа што рековте вежбате 3 години, сте почнали на 64 и изгледате како 50 годишњак. Морам да ви кажам, джентлмен во секоја смисла на зборот и не би должел повеќе на оваа тема, затоа што навистина ова е место каде што препорачувам да продолжите да доаѓате секој утро во наредните 30 години. Би ви предложил, доколку не ви е проблем, да се вратиме горе да си го завршиме нашиот муабет за хедонизмот, успехот и неуспехот во животот. Ви благодарам за можноста да ме промовирате и ви благодарам за комплиментите, дека изгледа многу помлад. Јас тие комплименти ги добивам и од пациентите кои што кога ќе ме видат,
во однос на претходните години вика дека наистина сум се помладил. Толку ова е местото кое што ја даде таа можност и прилика. Баш ми е мило. Благодарам ви. Кога зборуваме за успехот, не можам да не ве прашам за неуспехот. Дали сметате, колку и да звучи чудно, дека некогаш може да доживеете неуспех? Нормално е дека со текот на годините човек треба да очекува и неуспех. Јас мислам дека сега кога го вкусив мирисот на опојниот мирис на успехот, дека не можам да останам на врвовите на планините и дека ќе дојде време кога ќе доживеам неуспех и фрустрации. Впрочем, и најголемите творци и најголемите мислители кон крајот на нивниот животен век се соочувале со многобројни фрустрации и страф од неуспех. Меѓутоа, со оглед на тоа што јас мојот занат го предадов на моите синови и тие го наследија и станаја подобри од учителот, јас мислам дека со тоа и нема да доживеам неуспех. Фактички, она што го постигнаа моите синови, едниот работи во Аустрија како гинеколог, кој што завзема значајно место во гинекологијата во местото каде што работи во Аустрија, работи со роботска хирургија, и овој другиот кој што комплетно ме наследи во однос на примената на ендоскопската хирургија. Настојување да бидеш успешен е доволно јако. Разликата меѓу оние кои што успеале и не успеале е само во разликата на нивните навики. Ако имате навика да работите, тогаш нема причина зошто да не успеете. Значи, постојано треба да се движите. Која е всушност суштината на реката? Таа постојано да се движи. Не треба да се плаши никој од неуспехот, бидејќи неуспехот е мотив, односно е прилика за да понатаму успеете. Јас сум свесен дека ниедна победа не се стекнува без борба, дека нема мир без напрегнување, дека нема радост без тага, дека нема мир без неволја. Се сметате ли за богат човек, докторе? Да. Јас сум богат човек, меѓутоа богат во срцето, не сум во кесето. Од никогаш не сум тежнел кон богатство. Јас сум тежнел кон среќа, а среќа е да те сакаат пријателите, да те сакаат пациентите, среќа е да те сакаат сите кои што ти се во околината и среќа е да си имаш едно здраво семејство кое што ќе те почитува. Среќа е да ги уживаш благодетите од она што си го постигнал и на крајот на виштата среќа е што еве вие дојдовте овде и на некој начин да ме промовирате, па затоа би сакал за крај уште еднаш да наздравиме, да бидиме здрави и живи, да се видиме и другата година. Секако. Со новиот дел кој што ќе биде приказ на за себе. Се надевам дека и понатаму ќе бидам на здрави нозе да ја продолжам успешната приказна за во Македонија. Дефинитивно се сложувам со тоа, но како човек што работи, сега зборувам за феномени живот и смрт, како човек што работи со дарување живот и помага за дарувањето на живот, како ја доживувате смртта, тоест феноменот на смрт, на завршување на еден живот? Дали тоа е цикличност или тоа е едно престанување на постоењето? Па, тоа е нормална работа, тоа е и филозофијата на животот, кога би знаеле кога ќе умриме и нема да работиме. Тоа е Господова работа и да оставиме на Господ да веруваме во бесмртниот живот. Се надевам дека на тој свет ќе биде подобро отколку на овој свет. И таму има джентлмени повеќе отколку тука. Веројатно. Да наздравиме. А ќе нема кабадаи. Ете така, да. Да сме здрави и живи.
were dancing in the moonlight. После ваков разговор со вака успешен човек, можам само да ви кажам, можете да научите онолку колку што можете да украдете. Затоа, гледајте Джентлмен магазин на македонската телевизија и бидете джентлмени. You